Што означува терминот традиционално семејство и кој е тој вид на традиционален брак кој се брани со уставните промени, поточно амандманот 33 со кој се дефинира бракот исклучиво како заедница помеѓу маж и жена? Ова е прашањето кое го поставува Хелсиншкиот комитет за човекови права, кои во изминатиот период со низа активности се обидуваат да издействуваат повлекување на уставните измени. Во време кога недостасува демократска атмосфера поради неприсуството на опозицијата во целокупниот процес, од Хелсиншки сметаат дека неприфатливо е носење на крупни уставни измени без да постои соодветна стратегија и јасна цел. Државите се слободни да го дефинираат бракот како заедница меѓу маж и жена, меѓутоа поимот семеен живот е многу поширок од поимот брак. Значи, државите може да го дефинираат бракот, меѓутоа не смеа да навлезат во поширокиот поим на семеен живот, затоа што со тоа го кршат членот 8 од Европската конвенција за човекови права, односно правото на приватност и семеен живот, и особено во релација со членот 14, односно заштитата од дискриминација, забраната за дискриминација. На овој начин, ние ќе станеме прва држава во Европа и единствена која ги дефинира вонбрачните заедници во својот устав. На овој начин, вели Андоновски, се руши еднаквоста помеѓу граѓаните како и правото на семеен живот. Амандманот опфати уште еден став со кој се дефинира регистрирана вонбрачна заедница. Вака, велат од Хелсиншки, неминовно ќе се случи промена и на законот за семејство. Кога требаше двотретинско мнозинство, за да се усвои потребата да се отвори уставот и да се воведе оваа измена, беше представено дека ќе се дефинира само бракот. А после тоа, кога требаше апсолутно мнозинство, а не двотретинско, наеднаш се појави во амандманот втор став со кој се дефинира регистрирана вонбрачна заедница и сите други форми на вонбрачни заедници или животни партнерства. Прв пат се појавува регистрирана вонбрачна заедница, што значи дека ќе треба да се менува законот за семејство, односно веројатно ќе воведат регистар во кој и хетеросексуалните вонбрачни заедници ќе мораат да се регистрираат. Од Хелсиншки велат дека голем дел од јавноста не е запозната со целите на уставните измени, а уште помалку со последиците од истите. Неодамна комитетот испрати отворено писмо до владата за повлекување на уставните измени, на кое се уште не добила одговор.